Мундокаст повторно на вистината на задачата ве навикнавме нашите гости да се еминентни, познати спортски имиња, репрезентативци кои што имаат што да кажат и во своите спортови, меѓутоа и на тема светско првенство. Нашиот денешен соговорник, еден човек кој што на македонската ракометна репрезентација има подарено деценија, има со неа војувано светски, европски првенства, меѓутоа денеска со него ќе разговараме на тема фудбал и светско првенство. Така е, Филип Талески денеска со нас. Веруваме покрај обврските во ракометот има што да каже и за фудбалот, бидејќи знаеме колку го следи светското првенство воопшто и фудбал. Филип, добре дојде. Се надевам расположен за тема фудбал. Пред се фала на поканата и фала на убавата најава. Секогаш сум расположен кога се работи за спорт. Така е, како го следиш сега светското првенство? Имаш ли време со оглед на обврските? Како ги гледаш утакмиците, фаворит? Па, сите утакмици кои се до 12 часот ги следам, пошто тие покасно што се веќе ми се спијат две деца. Меѓутоа сме слободни сега, немаме обврски со клубовите, едноставно сме на одмор, имаме повеќе слободно време да се впуштиме во спортот, да ги гледаме другите спортови. Фаворит би сакал искрено поради Кристијан Роналдо Португалија да видам на тронот. Меѓутоа има доста добри репрезентации, тука е Франција, тука е Аргентина која покажува одличен фудбал заедно со лидерот Меси. Ми се свиѓа како играат Мароко. За жал германците кои прогнозирав пред првенството дека ќе направат оваа година поради што претходните првенства испадна во рана фаза. Меѓутоа тоа се случи повторно да испаднат, така да ќе видиме и интересен фудбал до крај ќе биде. Интересно ја спомна Германија, во кариерата имаш настапувано во германската Бундеслига. Германските медиуми веќе ова го доживуваат како една катастрофа, познавајќи го нивниот спортски, меѓутоа и граѓански државен менталитет. Можеме ли очекуваме сега во Германија големи претумбации која е репрезентативниот фудбал во прашање? Па да, веќе и вие сте запознаени, јас тоа што читам, дека се нагласува нов тренер, нов селектор дека ќе изберат. Да, многу ми е чудно што они во ракометот го подигна левелот и во последните првенства олимпијади се веќе во Final Four, во четирите најдобри во финале играат, а фудбалот веќе му е некако да речам, лигата му е одлична, екипите играат во Лига шампиони и веќе се во завршните фази секогаш, меѓутоа репрезентативата во последните години покажува дека нешто недостасува. Така ќе видиме сигурно треба некоја промена да се деси кај нив. Го најавуваат Клоп за нов селектор. Се надевам дека со неговиот менталитет дека и репрезентацијата ќе ја разбие на високо ниво. Интересно е добар спортист дека не е само за својот спорт да го следи и да е привлечен, нели? Убаво е што може да слушнеме вака како говори за фудбалот. Спомена Португалија е фаворит. Сега мислам оди на Шпанија во осмина финалето. Како гледаш на овој натпревар? Добро, он игра во Лигата на нација, финале. Португалија победи, покажа поквалитетен фудбал од нив. Мислам дека ќе биде многу добра утакмица, поради тоа што влогот е голем, светско првенство. Шпанија е доста млада селекција, со многу квалитетни играчи, поголемиот дел играат во Барселона, се познаваат подобро. Меѓутоа мислам дека Португалија го има искуството, исто со одлични играчи, каде што искуството и младоста можат да направат добра комбинација да го добијат тој натпревар. И мислам дека треба заедно играчите, пошто видовме на почетокот дека малце имаше некои турбуленции меѓу Роналдо и другите соиграчи, мислам дека соиграчите треба да застанат позади Роналдо и да му помогнат заедно со неговиот квалитет што го поседува, да му ја крунисаат неговата кариера со еден трофеј, светски шампион да биде. Уште тоа му фали. Па да, затоа и искрено дека и настапува во Бенфика и знам дека многу се спрема за овој мундијал и го очекуваат и постојано ги гледат утакмиците, имаат организирано во центарот на градот заедничко гледање, така да се надевам на едно добар завршеток на Кристијан Роналдо. Еве го гледаме Мароко со доста квалитетни настапи, Норвешка со Халанд секогаш е опасна. Која мислиш дека од овие, па и така да ги наречеме второстепените репрезентации, може на Франција, на Португалија, на Шпанија да им помрси конци? Искрено,
вака гледајќи досегашната игра, Франција е многу квалитетна репрезентација, каде што кого и да ставиш, нема разлика, не се гледа разликата. Ќе видиме сега, ќе биде добра утакмица Норвешка, ќе видиме до каде му се силите и дали можат да направат некој поголем чекор. Меѓутоа, како што предлагаат и прогнозите што се, да се гледа полуфинале Франција со Португалија. Тоа ќе биде, мислам дека една од подобрите утакмици на ова првенство и стварно ќе гледаме добар фудбал до крај на првенството. Гледаме дека се уште Роналдо ги мами симпатиите, како и нормалниот свет, оние што следат, но и спортистите. Од другата страна, костурот е Аргентина со Меси. Меси прикажа многу поинтересна, повозбудлива игра, па и поквалитетна од Роналдо. Како гледаш на потенцијален судир, нели, ако се спојат негде во финале? Тоа ќе биде стварно на едниот најдобар и на другиот најдобар финале, така да за мене двајцата се најдобри на свој начин. Меси знае да игра повеќе со топката, има магичен допир, меѓутоа Роналдо е гол машина и двајцата си ја вршат работата на нивниот препознатлив начин. Би било убаво да се гледа тоа, меѓутоа има уште доста кола за да стигнат и двете репрезентации до финале. Може да се деси некој изненадување. Искрено, Аргентина што ја прикажа играта со Капе Верде, ми е жал што Капе Верде не пројде, меѓутоа Аргентина покажа до последен момент дека е квалитетна репрезентација и знае што сака. И они мислам дека имаат подобар распоред од Роналдо и од Португалија, али ќе видиме до крај. Сега почнуваат баш главните битки, селекциите веќе, тие послабите селекции веќе испаѓаат, доаѓаат битки на поквалитетни репрезентации, ќе видиме до крај, ќе биде возбудливо. Така и пред самиот крај, еве со едно прашање да чепнеме и од твојата сега кариерна реалност. За тебе една добра сезона во Татабања, европско финале со твојот клуб против Охрид. Каде и што прави моментално Филип Табески кога станува збор за ракометните обврски? Точно така. До сега не сум зборувал на темата ракомет. Како почна сезоната моја тука во Вардар, малце турбулентно, меѓутоа заврши на многу добар начин. Со тоа доаѓањето мое во Татабања ги остваривме сите цели на клубот, да завршиме трети во лигата, позади гигантите Веспрем и Пиксегет. Игравме финале на куп на Маđарска и игравме финале куп на Европа со екипата на Охрид, каде што Охрид покажа подобар квалитет од нас и не победи. Меѓутоа, тоа што го направивме, клубот беше пресреќен и за мене сезоната заврши во добар, да кажам, во одличен период и во одлични резултати. Моментално сум на одмор, немам уште ангажман за друга екипа. Има некои преговори, се надевам дека за брзо време ќе дознаат сите. Филип, те следиме деценија и пол, 15 на години. Има ли уште што да даде Талески, да речеме, за македонскиот ракомет, бидејќи каде и да одиш, се представува себе си, но и македонскиот ракомет? Јас во мојата глава секогаш тоа го знам дека имам уште многу да дадам. Доста ме негираат, доста ме успоруваат. Жал ми е што тоа е од македонските спортисти, колеги, како да кажам, не знам, да не се навреди некој. Меѓутоа има уште многу квалитет во мене и јас сум уверен дека тоа ќе се покаже на дело. Ние и како Мундокаст, меѓутоа и како колеги спортски новинари и како луѓе што ги следат македонските спортисти, секогаш ќе ја даме нашата поддршка, ќе ја имаш и ти секако и во период кој што доаѓа, а ти посакуваме летово да биде доста добро, доста исполнето и да се заврши на начин на кој што ти посакуваш и сезоната која што доаѓа, здравје Боже, да ти биде уште поуспешна од претходната. Фала ви многу. Фала ти и тебе.